Почитувани медиуми, акциите на САД против корупција, како и специјалниот закон на Соединетите Американски држави за Западен Балкан, се силен показател дека се враќа фокусот на санкционирање на корупцијата и криминалот во регионот. Зошто е ова многу значајно за Македонија? Заради врските и поврзаноста на актуелната власт во Македонија, кој антикорупцијскиот тим на СДСМ целосно ги разоткри. Објавивме сериозен скандал со сомнителни сделки за превземање на Стопанска банка АД Битола од страна на Алта банка, институција која во јавност е препознаена како блиска до структурите на СНС. Банкарот на Вучич стана банкар на Мицковски во Македонија. За овој скандал побаравме Управата за финансиско разузнавање и финансиската полиција да отворат истрага за ова сомнително превземање и темелно да се испита потеклото на парите. До денеска нема никаква реакција од ниту една надлежна институција. Денеска откриваме нова врска, уште една поврзаност на Алта банка со структурите на ДПМН, финансиери и функционери. Кој уште е дел од Алта банка во Македонија? Во менаџерскиот тим стои името на Лидија Неделкова. Ви звучи познато? Дали е ова символ на Сваровски судството од времето на Груевски, која беше разрешена од судскиот совет? Во надзорниот одбор е Стефчо Елаковски, баџанак на Панче Тошковски, актуелен министер во владата на Мицковски. Ќе го споменеме и малку познатиот Маријан Закев, член на менаџерскиот тим, кој во минатото бил собственик и управител на фирма која во 2014 година влегува Ексико Скопје. На јавноста е познат по офшор структурите и бизнис круговите блиски до Мијалков и Камчев, како и со предметот империја. Ако на ова се додаде и фактот дека за член на надзорниот одбор од банката од Битола била избрана Маја Кадиевска Војновиќ, поранешна членка на извршниот комитет на ДПМН, се е јасно. Ова е рентген слика за цела една структура, директен доказ за поврзаноста на Алта банка со ДПМН, финансиерите и функционерите од оваа партија. Дали затоа јавното обвинителство молчи и не превзема ништо? Дали Мицковски има отворена сметка во Алта банка? Бидејќи во јавноста веќе се објавени информации за уплати во инвестициски фондови во Србија, поврзани со структури до СНС, прашуваме: дали некој функционер, член или близок соработник на ДПМН има инвестирано или уплаќено средства во овие фондови? Очекуваме одговори и одговорност. Работата не е завршена.